После 11 години на пазарот, Ford представи нова генерација на Ranger за која вели дека на купувачите ќе им пружи дополнителна доза удобност, напредни технологии и подобрени теренски способности. За таа цел направени се повеќе од 5000 разговори со сопствениците на овој глобален пикап за да се дознае на што најмногу треба да се обврне внимание. А тие, според Ford, побарале порадикални дизајнерски решенија, што очигледно испочитувано. Агресивната маска, дрскиот поглед и набилданата каросерија ќе обезбедат препознатливост налик на големиот F-150, кој со децении е најпродавано возило од сите категории во Соединетите Американски држави. Подобрените теренски способности треба да ги овозможат за 50 мм подолгото меѓуоскино расстојание и за исто толку зголемената широчина. Од тоа профитираше и патничката кабина, во која со дигитализација на кокпитот е постигнат голем успех. На средина е Sync 4 системот со 10 или 12 инчен екран и се забележуваат поквалитетните материјали и софистицираната обработка, што очигледно било барање на европските купувачи на овој модел. Американците се пофалија и дека унапредиле доста практични карактеристики на товарниот сандак, во кој е поставен и приклучок за електрични алати. Спецификациите за моторизацијата не се објавени, но најавено е дека Ranger во Европа ќе доаѓа со неколку дизел агрегати покрај дволитарскиот, со повеќе нивоа на моќност, уште и со 3-литарски V6. Купувачите ќе може да бираат помеѓу два система за погон на сите тркала, а силата ќе се пренесува преку 6 степен мануелен и 10 степен автоматски менувач. За некои други пазари, новиот Ranger ќе се нуди и со бензински агрегати, меѓу кои и моќен V6 за перформансната Raptor верзија. Ќе се произведува во Соединетите Американски држави, Тајланд и Јужна Африка, додека за негов развој беше задолжен австралискиот центар на Ford. Лани во вкупно 180 држави од целиот свет се продадоа 340.000 примероци од Ranger, а треба да се спомене дека на неговата основа ќе настане и идната генерација на Volkswagen Amarok.